денес нашиот здравствен систем, значи анализите покажуваат дека имаме тесно профилирани специјалисти со ограничена применливост во државата, исто така недоволна практична подготвеност, особено во итна и во интензивна медицина, како и сериозен притисок врз терцијерното здравство кое што се прави. Воведуваме засилена практична обука, особено во ургентната медицина и во интензивната нега. Се воведуваат исто така засилени обуки во point of care ултразвукот како стандардна вештина за секој интернист. Дополнително дефинираме минимални практични интервенции и овозможуваме поголема автономија на специјалистите во нивната секојдневна работа. Нашата цел е образовниот процес да создаде интернист кој може самостојно да управува со комплексни и со итни состојби на секундарно ниво, со поширока клиничка подготвеност за состојби во однос на различни органски системи. Во делот на општата хирургија воведуваме 5-годишен европски усогласен курикулум со широка хируршка основа и мултисистемски пристап кон процесот. Го подобруваме исто така системот на тријажа и создаваме основа за понатамошна субспециализација. Биме шандецорен на медицин терцијер. Formateper ekziston mos përputhje me modelet bashkëkohore evropiane të arsimit, prandaj fokusi primar i kësaj reforme bashkë me 3 universitetet dhe me odën e mjekëve është në kyç dhe është vendosur të ketë ndryshime në mjekësinë interne dhe në kirurgjinë e përgjithshme në sistemin tonë. Во Австрија и во Словенија коморите се тие кои организираат специјализацијата на ниво. Имавме и работна средба со коморите од Германија, Хрватска и Србија и дадовме предлог до Министерство, наидовме на позитивен размислување од министерот, на позитивно размислување од универзитетите, медицинските факултети во државава, да се направи измена на начинот на специјализација. Генерално колегите имаат проблем низ натрешноста со оние усмерени специјализации, затоа што законските регулативи го прават ограничен само на една специјализација во одговорноста и во припишување на медикаментозна терапија. Хирург, односно општ интернист, а не да ги праќаат директно на торакална хирургија, на абдоминална хирургија. Нешто што е резервирано секогаш за универзитетски клинички центри. И тоа е една сериозна реформа, доколку вака како што е сега замислена, ја имплементираме во идеја. Целта наша беше на медицински факултет во Тетово да се согласат сите овие законодавни упасва што ги нуди Европската унија. Према тоа, ние пак е должно да се работиме и со другите факултети и со Министерство за ово кинување или не продолжување на овие другите насочени специализации.